Владата распиша постапка за концесија на која ќе се избере нов концесионер за рудниците кој треба да предложи сериозен бизнис план за рестартирање инвестиции и развој на рудниците. Заинтересирани фирми има, додека се избере нов концесионер, обстојувањето на рудниците ќе го финансира владата. Од нејзина страна ќе бидат покриени трошоците за одржување. Премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев денеска оствари средба со представници од рудниците Тораница, од Крива Паланка и Злетово од Пробиштип, како и со градоначалниците од двете општини. Ова можност ја искористивме да ги информираме вработените во овие два стопански капацитети за актуелните состојби што презема владата за нов рестарт на овие крупни капацитети во Република Македонија. Ги информиравме дека е објавен повик за доделување на концесија за минералните суровини, кој што треба да заврши на 14 март, а на 16 март следи јавна аукција за избор на компанија која што ќе ги добие на концесија минералните суровини. Беше отворено прашањето во овој период околу одржувањето на рудниците, на задоволство на вработените во рудниците и на наше задоволство ги информирав дека владата донесе одлука со која го превзема одржувањето, бидејќи во ситуација кога немаме концесионер, имаме правна основ, но уште повеќе и обврска да се грижиме за одржување на рудниците до нивната продажба и добивање на нов собственик. Председателите на синдикалните организации на рудниците Злетово и Тораница изразија благодарност до владата за сериозноста со која му се пристапило на проблемот со двата рудника. Благодарност до владата, до премиерот и ресорните министри, што многу сериозно му пристапија на проблемот со двата рудника и од она што беше разговарано и најавено во претходниот разговор, добиваме надеж дека навистина квалитетно ќе се разреши проблемот и ќе се негираат оние спекулации дека разрешувањето ќе трае, да не речеме, со години. Значи, во наредните 2-3 месеци очекуваме разрешница, што е посебно и најбитно за сите вработени во двата рудника, нормално и за сите граѓани во општините Паланка и Пробиштип. Нема потреба да нагласуваме оваа агонија која пред се од месец септември наваму трае со неработење и повеќе месечно неземање плата, без здравствено и социјално осигурување. Значи, сите тие преку 850 вработени и нивните фамилии се во тотално лоша состојба. Сметаме дека овој план што е веќе направен како концепт од страна на владата ќе биде реализиран во тие рокови и очекуваме дека навистина ќе дојде некое поново и подобро време за сите вработени во двата рудника. Заменик министерот за економија Христијан Делев информираше дека вкупните побарувања се 8,5 милиони евра за двата рудници. Проценката на двата рудници е направена и е 7,5 милиони евра. За останатите обврски на стариот концесионер кон доверителите и вработените ќе се подмират во стечајна постапка.